Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, вие го следите Дневникот на ТВ+. Да ги погледнеме кратките најави. Куманово и Гнилане со нови два проекта. 4 дена е исчезна 10-годишниот Дженгис. ВМРО ДПМН, каде се 5 катни гаражи? Општините Куманово и Гнилане ќе имплементираат нови два проекта во рамките на програмата за прекогранична соработка помеѓу Косово и нашата држава. Вкупната вредност на проектите изнесува повеќе од 1 милион евра, средства обезбедени од Европската Унија. Градоначалниците на општините Куманово и Гнилане Максим Димитриевски и Љутве Азири денеска остварија работна средба во врска со потпишаните договори во рамките на програмата за прекогранична соработка помеѓу Косово и нашата држава. Договорите се однесуваат на два проекта за јакнување на вредностите на културното и природното наследство и одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекограничната област. Проектите се со вкупен износ од над милион евра, информираат надлежните. Едниот се однесува на зајакнување на вредности на културно и природно наследство во општините, со вкупен износ од 477.000 евра, а се однесува на изградба на игралишта, амфитеатар, трим патеки и други содржини од интерес на граѓаните на локација Спомен Костурница во Куманово. И вториот проект е за одржлив еколошки и здравствени придобивки во прекограничната област, во кој што проект покрај општините партнери си јавните предпријатија Водовод Куманово и јавното предпријатие Хидроморава Гнилане. Овој проект е со вкупен износ од 553.000 евра и се однесува на комплетно решавање на подземна инфраструктура на улица Братство и Единство, или тоа е оној потек од градската џамија па се до автобуска станица. Паралелно со тоа, дополнителни средства се обезбедени за набавка на повеќе од 150 контейнери за отпадоци. Двата проекта ќе придонесат за јакнење на прекограничната соработка, но и подобри услови за живот на граѓаните од регионот, посочи градоначалникот Азири. Realizimit dhe bashkëpunimit mirë në projektin e parë. Соработката меѓу двете општини континуирана е последниве 2 години, но општините Куманово и Гнилане соработуваат повеќе од 15 години меѓу себе. Факт е дека со реализацијата на претходниот проект и добивањето на овие два проекта, нашата соработка се повеќе се продлабочува. Ние многу работевме како две општини со градоначалникот на Куманово и граничниот премин Станчиќ Белановце да се отвори што е можно поскоро. Целата работа е завршена, останува сега само техничките влади на двете земји да го имплементираат ова и да може полесно да се врши размена на комуникацијата помеѓу луѓето и бизнис заедницата. Димитриевски најави дека долгогодишната соработка со општина Гнилане ќе биде крунисана со потпишување на документ за збратимување меѓу двете општини на 10 ноември годинава со оглед на тоа што претходно општините имаат потпишано 2 меморандума за соработка за унапредување на соработката. 4 дена нема трага од 10-годишниот Дженгис Асани од Средорек, кој што според изјавата на таткото Африм во саботата околу 15 часот излегол од дома и веќе не се вратил. Африм го пријавил случајот во СВР Куманово. Исчезнатото момче е родено на 24.10.2009 година. Од СВР Куманово потврдија дека случајот е пријавен од таткото на исчезнатото дете. Според СВР Куманово на 24.01.2020 година во 19 часот и 30 минути 40-годишниот АА пријавил дека ДЖА излегол од дома на 24.01.2020 година и се уште не се вратил. Полицијата превзема мерки за расчистување на случајот. Повеќе информации од изјавата што следува. Од сабота има 11 гони, се вика Дженгис Асани. Облечено со црвено јако, ако го видим никој, нека преје у полиција или куде било народ, ако може да го видим така. Дали вие пријавивте во полиција и кога пријавивте? Пријавено полиција веќе 3-4 дана како изгубено дете, полиција не земе ништо мерки. Да. Кога пријавија сам веќе само кажа идете дома, ми ќе ако случајно ако го најдемо ќе ви го донесеме од дома. Он искочило да се расшете и од 3 сат веќе го нема дома. И толку било. Со кого живеете вие дома? Со фамилиарно жена и деца имам.
Често ли вашето дете излегуваше така од дома без да се каже? Се кажало ли на некого? Не, пошто оно с чим се облечува излезува на вршета се до 18 часот више па се враќа дома, а овој пат не се вратило дома ич. А облечено со црвено јакно. 075 844 348. Случајно кога видев со црвено јакно на овој број телефонски или у полиција некако пријавив. Патници и возачи на автомобил и на автобус се повредени во сообраќајната несреќа што се случила синоќа на автопатот Куманово-Табановце, информираше денеска МВР. Сообраќајката се случила во 21 часот и 50 минути на автопатот Куманово граничен премин Табановце пред клучката за Крива Паланка помеѓу автобус Крафтер со кумановски регистарски ознаки управувано од НА 39 години од Куманово и патничко моторно возило БМВ со бугарски национални ознаки управувано од НМ 28 години од Куманово. Во несреќата двајцата возачи и 19 патници од автобусот се здобиле со телесни повреди пошто биле пренесени во општата болница Куманово за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од СВР Куманово. Каде се 5 ветени катни гаражи? Прашаа на денешната пресконференција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Отаму реагираат на одлуката на општина за проширување на паркинг просторот во близина на градските базени. Повеќе на оваа тема од прилогот што следува. За да се наплаќаат пари за паркирање од граѓаните, не е доволно само да се купи 1 литар бела боја и да се нацртаат паркинг места на улици или пак во случајов да се уништи спортски комплекс. Ова го истакнаа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на денешната пресконференција, реагирајќи на одлуката на општината и јавното предпријатие Куманово паркинг, просторот пред градските базени да се трансформира во паркинг со наплата. Имено пред неколку дена Јавното предпријатие Куманово паркинг донело одлука со која на овој простор планира да обележат 150 паркинг места, кои би влегле во нивниот систем за наплата. Градоначалникот Максим Димитриевски на еден перфиден начин има намера да ги изманипулира кумановци, презентирајќи нови паркинг места на простор кој всушност е спортски комплекс и каде огромен број на наши сограѓани го минувале своето детство играјќи баскет и мал фудбал. Од ВМРО ДПМН јавно го прашаа градоначалникот каде се 5 катни гаражи кои беа ветени во изборната програма и вака ли планира да го реши проблемот со паркирањето во градот, како што велат преку грбот на граѓаните, удирајќи ги по џебот. Крајно време е СДСМ и градоначалникот Максим Димитриевски да престанат да го уништуваат Куманово и со нивната неинвестивност и неспособност систематски последниве 30 години да го кочат развитокот на градот. Во интерес на граѓаните на општина Куманово ги повикуваме членовите на Советот да се издигнат на тесно партиските интереси и да не дадат согласност на оваа одлука на јавното предпријатие Куманово паркинг. Од партијата информираат дека ВМРО ДПМН активно ја спроведува теренската акција обновата пред вашиот дом и сите проблеми кои што ќе им ги соопштат граѓаните ќе бидат јавно обелоденети со жестоки реакции и барања за нивно решавање. Граѓани од различни сектори денеска предлагаа идеи за изработка на иновативен проект за кој се обезбедени речиси 39.000 швајцарски франци од Швајцарската агенција за развој и Министерството за локална самоуправа. Проектот го имплементира Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Швајцарската агенција за развој и Министерството за локална самоуправа обезбедија скоро 39.000 швајцарски франци за реализација на иновативен проект во Североисточниот регион. Граѓани од различни сектори денеска предлагаа идеи за каков проект да се потрошат овие средства, кои се обезбедени преку проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, кој го имплементира Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Во овој проект моментално на овој настан ќе бидат идентификувани проектните идеи, ќе биде разработен концепт кои што треба да бидат најмалку 5 проектни идеи, а најмалку 3 да бидат пратени на Комисијата при Швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа, каде што ќе бидат разгледани овие 3 проекти и на крај ќе биде изберен еден кој што ќе биде реализиран оваа година.
Проектот треба да е со иновативен карактер, но нема одредени насоки од која сфера мора да биде. Кумановец вчера пријавил дека додека бил во Скопје бил каснат од куче скитник. Имено АР, 32 години од Куманово, во полициската станица Центар, вчера пријавил дека на плоштадот Македонија бил каснат од куче скитник во пределот на десната подколеница. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Крводарителска акција во чест на роденденот на Тоше Проески се одржа денеска во просториите на Коледарскиот клуб. Станува збор за традиционална 13-та крводарителска акција во организација на Сдруженијето на граѓани Коледари. Сдруженијето на граѓани Коледари во соработка со Општинската организација на Црвениот крст од Куманово денеска во просториите на Коледарски клуб организираа крводарителска акција во чест на македонската музичка звезда Тоше Проески. Станува збор за традиционална акција која што годинава се одржува по 13-ти пат. Како и секоја година се очекува убав одзив на нашите граѓани, значи ова е за убава цел да помогнеме колку можеме и сето тоа на еден убав начин да го бележиме. Има ли интерес до сега? Каква е? Па секако, како и секоја година. Значи нашите граѓани се веќе запознаени со овој термин, како да кажам, и секоја година имаме одзив околу 50 единици, така да очекуваме и оваа година, се уште не е завршено. Но ние сме, значи, чувари на традицијата, што е нашето мото, така да секако дека ќе продолжиме и натаму да ја зачуваме и оваа традиција и другите секако што ги имаме и што ги почитуваме. Ликот и хуманото дело на Тоше Проески се позитивен пример и поттик за многу млади личности кои што даруваа денеска крв, но и мотивација за повеќе кратните дарители да продолжат со хуманиот чин. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Министерот за здравство Венко Филипче на одговор на новинарско прашање за состојбата со коронавирусот во Кина и поставената термокамера на Скопскиот аеродром, истакна дека системот е веќе воспоставен. Во текот на вчерашниот ден направен е распоред на епидемиолози од Центарот за јавно здравје и тие ќе бидат присутни за време на скенирањето. Вчера имавме работен состанок со директорот на ТАВ, излегоа во пресред тие авиони секогаш да бидат насочени на еден или два излези, кои се многу блиску од практичен аспект, камерата да биде поставена на едно место, доколку треба да се користи собата за изолација, изјави министерот Филипче. Доколку се констатира дека некој од патниците има покачена телесна температура, првиот чекор е интервју со епидемиолозите, дали доаѓал од Кина и дали имал контакт со некои заразени. Мерките на СДСМ за зголемување на платите на вработените даваат одлични резултати. Над 106.000 вработени за последните 2,5 месеци добија повисоки плати благодарение на мерката за субвенционирање на придонеси за покачување на плати. Мерката за субвенционирање на придонесите за зголемување на платите од 600 до 6.000 денари дава одлични резултати и се очекува раст на бројот на вработени со повисоки плати, рече на денешната пресконференција Лидија Тасевска, пратеничка од СДСМ. За мерката во која во буџетот се предвидени 39 милиони евра досега аплицирале на 20.000 компании. Министерството за финансии информира дека утре ќе врати 166,4 милиони евра по основ доспејани долгови и тоа 155 милиони евра за втората рата на БПГ заемот земен 2013 година и 700 милиони денари по основ издадени државни хартии од вредност. Годинава, како што стои во соопштението, треба да се исплатат стари долгови во износ од 702,7 милиони евра, од кои кон надвор, односно надворешен долг, 437,8 милиони евра и домашен долг од 264,9 милиони евра. Од Министерството за финансии наведуваат дека јавниот долг е стабилизиран, ако во 2016 година тој изнесувал 48,8%, согласно последната состојба јавниот долг изнесува 47,7% и тоа со вклучен негарантиран долг. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 12 степени, а минималната беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно. Дневната температура ќе достигне 13 степени, а утринската ќе биде до 3 степени.
Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.